Од неодамна во Македонија започна да функционира првата мобилна апликација посветена на велосипедизмот. Апликацијата Travels Cycling Macedonia има за цел да го потигне користењето на велосипедот како превозно средство, а нуди корисни информации за велосипедски патеки, паркинг локации, пумпи, сервиси, па дури локална временска прогноза. Вака, апликацијата за Travels Cycling постои веќе 5 години и постоеше досега како веб апликација, но во овие моменти успеавме да ја изработиме Android апликацијата за да биде подостапна до велосипедистите, до сите оние кои сакаат да ја користат. Моментално апликацијата е само за Android корисниците, додека следната година планираме и за останатите оперативни системи. До тој момент корисниците на различните оперативни системи може да ја користат веб апликацијата преку браузер. Низата податоци кои велосипедистите може да ги добијат со користењето нова апликација им го леснуваат движењето низ градот, а од скоро како новина апликацијата содржи препораки за облекување на велосипедистот, во зависност од временските услови кои се надвор. Моментално на апликацијата се мапирани патеките, велосипедските патеки во Скопје и во останатите градови во Македонија каде што има велосипедска инфраструктура. Исто од корисни информации се паркинзите, каде може да се паркира велосипед, сервисните точки за само поправка на велосипед, воздушните пумпи, доколку настане издишување на гума во текот на возењето. А доста корисни предности се тоа што ќе имаме и временската прогноза и корисниците можат преку мобилната апликација да видат какво ќе биде времето во следните 12 часа и со тоа да испланираат гардеробата за да одат доколку одат на работа. А од овој викенд ја пуштивме и новата функционалност, препораки за облека според температурата и условите, временските услови кои се во моментот. Од типот на панталони, палто, кратки ракави, долги ракави, со цел да стигнете на своите работни места без да се испотите или без да премрзнете. Апликацијата може да ја користат велосипедисти од сите градови во Македонија каде постојат велосипедски патеки, а градот каде што се лоцирани може да го изберат пред почетокот на користење на апликацијата. Во моментот тоа е оставено на страна на корисникот. За избор се оставени сите градови: Скопје, Битола, Кичево, Берово, Охрид, Прилеп. А во иднина планираме според корисникот кога еднаш ќе ги одбере својот град да го зачува како негова примарна локација и во однос на моменталната позиција на велосипедистот да определи за која локација ќе му даде информации. Секако имаме апликацијата има и можност да го лоцира моменталното локација на корисникот со цел да му ги даде околните параметри кои ги нуди апликацијата. Основната мисија на апликацијата покрај тоа што има за цел да го улесни движењето на велосипедистите. Има за цел да го потигне користењето на велосипедот како превозно средство. Преку корисните и прецизни информации кои ги нуди и се достапни во секое време, а ги решаваат проблемите со наоѓањето на достапен и пристапен паркинг, како и блиските пумпи и сервиси. Па искрено се надеваме и работиме кон тоа, таа е основната мисија и цел на апликацијата, да имаме што повеќе велосипедисти по патеките, по улиците, а со самото тоа и властите од друга страна, кога имаме поголем број на велосипедисти, ќе бидат се позаинтересирани што повеќе да инвестираат во унапредување на велосипедската инфраструктура. До апликацијата може да се пристапи лесно. Таа е достапна на Google Play Store, а за сега интересот за истата е навистина огромен, со оглед на низата поволности кои апликацијата за велосипедисти ги нуди. Во моментов апликацијата е нова, беше пуштена пред околу 3 недели. Бројот на корисници според нашите очекувања беше поголем од што очекувавме и затоа и забрзано бевме приморани да работиме на надоградување на нови и нови функционалности, особено овие зимски, преодни, есенски, зимски денови кога и дождот е се почест, дали да се носи кабаница, дали да не се носи кабаница, корисниците ја препознаваат како предностите на апликацијата, но меѓутоа треба се уште време. Целта е не само тие кои возат велосипеди, целта на нашата апликација е повеќе за оние другите кои не возат велосипеди, кои возат автомобили, да се осмелат да ги остават автомобилите дома и да
да користат здрави превозни средства. Апликацијата може да најдат на Google Play Store, Traveler Cycling Macedonија или само Traveler Cycling. Едноставна е за инсталација, лесна е, потребен е интернет пристап заради податоците кои се real time, што се ажурираат за времето, за патеките. Едноставна е за инсталација. Како што расте заедницата на љубители на велосипедизмот. Јасно е дека безбедноста, ориентацијата и споделеното искуство стануваат подеднако важни како и самото возење. Токму затоа ова апликација се наметнува како алатка без која се помалку може да се замисли едно современо велосипедско возење. Возење во услови на зголемен сообраќај и променливи временски температури.